Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Во малото село на планината никој не славеше Божик. Никој не беше среќен за тоа што Господ Исус се родил. Различно беше со Туреа. Тоа утро таа тајно на незиниот брат му го раскажа расказот за Марија, Јосиф и бебето Исус. Сакаше да слави Божик, но не знаеше како. Во христијанското училиште имаа божикни дрвца, подароци, светилки и песни, но не и овде. Ја облече престилката, го замеси тестото за леб, извади вода од бунарот и ги измолзе козите. Ја правеше среќна тоа што можеше да ја помага на незината уморна мајка. Тоа исто така беше начин да го слави Божик. Вечерта дојдоа многу гости. Сите роднини сакаа да ја видат Туреа, бидејќи таа беше дома само за време на училишниот распуст. Јадеа печен зајак и леб. На сите им беше многу вкусно. По јадењето, Хасан наеднаш рече: Туреа, раскажи ни ја приказната за бебето Исус во јаслите, таа која ми ја раскаже утрово. Во собата стана опасно тивко. Името на Исус не беше добре дојдено овде. И поради таа причина, луѓето налутено ја погледнаа Туреа. Армин, незиниот братучет, се пошегува со неа. Тоа ли те учат тие во училиштето? Никогаш не си кажала за тоа? Туреа молчеше. Се чувствуваше сама и отфрлена. Исто како што Исус се чувствувал пред многу години. Но што и да се случеше, таа сакаше да му остане верна. Татко и проговори: Се разбира, Туреа не верува во приказните во Библијата. Ние имаме различна религија. Таа го знае тоа. Така ли е, Туреа? Но јас верувам во Исус. Тој е единствениот пат да одиме на небото. Исус рекол: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај таткото, освен преку мене. Ледена тишина, а мрачни погледи се свртеа кон 13 годишното девојче. Туреа ја повредуваше тоа што другите го отфрлаа Исус. Истрча надвор и плачеше. Таа беше единствената која го сакаше Исус. Зошто другите не го сакаат? Туреа немаше одговор. Одеднаш малиот брат Хасан застана до неа. Туреа, ми се допаѓаат твоите приказни. Сакам да бидам ист како тебе. Туреа се насмевна. Повеќе не беше исплашена. Божикината радост дојде во нејзиното срце. Го славеше Божик со Исус во нејзиното срце. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!